Почитувани, власта предводена од ДПМН ги понижува работниците и ги гази нивните права. За прв пат минималната плата беше договорена без социјален диалог, без учество на синдикатите, што резултираше со зголемување од срамни 1800 денари. Истовремено, власта не го почитува ниту општиот колективен договор. Не ги зголемува платите во јавниот сектор за предвидените 12,5%. И вработените во култура се соочуваат со истите понижувања. Се чекаат некакви насоки од Министерството за култура, како да станува збор за доброволна акција, а не за законска должност. Власта ја одолговлекува исплатата на законското зголемување според општиот колективен договор за јавен сектор. Подсетуваме, тој колективен договор беше подпишан во 2019 година, во време на владата на СДСМ, со што платите во културата ги зголемивме за 53%. Со промената на власта, покачувањата на платите се запрени. Изговорите се апсурдни, тенденциозни и далеку од правни. Лични желби и тивки одлуки на поединци го диктираат стандардот на оние што ја градат културната сцена на оваа држава. Наместо јасна поддршка, нова доза понижување на вработените во културата. Во дел од институциите под надлежност на Министерството за култура веќе се доставени насоки што директно го прекршуваат колективниот договор, а платите се очекува да бидат пониски дури и од тие исплатени во февруари. Иронично, само затоа што не се усогласени со растот на минималната плата, иако и тоа е законска обврска. Ова не е само беззаконие, ова е казнување на културата. Бараме итна реакција. Министерството за култура да постапува според закон, а не според лични инструкции. Вработените во културата заслужуваат достоинство, сигурност и почит. Платата не е милостина, платата е право. Благодарам.